въпрос. Дефинитивно, ние с туристичките водачи во сиве овие години наназад се залагавме со трибини, семинари, здруженија, собери, проекти, за да си помогнеме и сами на себе и ние како институција, како Здружение на туристички водачи, да му помогнеме на градот, да биде поорганизиран, по-добро прикажан на туристите и на сите тие што го посетуваат. Со таа цел решивме и да се подобрите и испито, да имат и менторство, да имат 60 часа на терен при веќе постар водич, да се изгради како водич туристички. После тоа, да може да си ја земи лиценцата и секој со среќата, како фриленсери или слободни водичи или преку здруженијата во кои што се зачленети. Со дивите водичи веќе помалку излегвиме на крај ту од пред 2-3 години, со тоа што се зајакна контролата на групи без водичи, но сега се соочивме со друг проблем. Тоа беше хиперпродукција на туристички водичи и не доволно едуцирани туристички водичи кои не знаат да ја прикажат во правилен начин историјата, културно-уметничкото богатство на Охрид. Тука се криви и агенциите што земет непроверени водичи за ефтини пари што им работат во агенцијата за месечна плата и така да тие и самите водичи не да го дават својот квалитет, значи не дават се од себе да го доловат Охридци, викаат за 200 евра работа, 250, па ова доставмо е на туристите. Не е така. И за без пари да работаш, ако си туристички водич, ти треба да дадеш максимумот од себе. Звањето не ти дозволи да даиш помалку. Има љубопитни гости, задоволни се од Охрид, сите дефинитивно, почнувајќи од Горна порта, Антички, Самуилова тврдина, Перивлепта црквата, надолу музеот на Робеви, сега е во реконструкција, но пак ќе се уклучи бисерите охридски, охридската пастрмка, охридската резба, охридската чаршија, охридскиот начин на живот. Сите се. Музеот на вода е дефинитивно избран како најатрактивна дестинација и посета како музеј од сите го сакат и светина, нормално. И то не е зависно кој какво вери. Сите си го сакат, се во ова што го направи. Но имат и поплаки. Така. Поплаките се, пак ќе напоменам, јавните тоалети, мислам дека имаше во најава дека јавни тоалети се веќе во тек да се изградат. Имавме ние и идеја на неколку пункта да имат јавни тоалети, што градот Охрид би ги дал под застапнишно на некој или под консигнација, како се вика, за да може некој да си ги работат, со тоа ќе вработат 5-6 души, а ќе си имат и решен проблем за секој пат, поготово со туристите кои морат да искористат тоалет. Не може да шетат во Охрид ако нема тоалет. А тоа имаме проблем со кафанчината. 5 души вамо, 5 души тамо, значи стварно е проблем. И наместо да раскажеме за Свети Климент споменикот, ние треба да раскажеме за зошто немаме тоалети. Срамота. Тоа е било приоритетно, што треба се... Тоа за Охрид сега е приоритет. Нечи многу, а може да се направи за... Така, и да е плюс и приносно. Никој не е на одмет 50 центи да даде, сега бе во Улцин. Во Улцин е најурешено на автобуската станица. 50 центи и се отворат врата, си искористиш. Такви може да плаиме неколку, 3, 50 центи за 20 души да можат за 10 минути завршат. Прашање има за историјата, многу прашања постојат кој е проблемот со јужниот сосед. Во последно време со дневно-политичките активности што ги имат партиите во Македонија, прашањето од тие кои се информирани, прашањето немат откажување. Значи, а имат и некои кои не се информирани, да душат тие си идат и нормално си го врвет разгледот на Охрид. Немат незадоволен гостин кој од Охрид. И немат тој што не си ошол со цел и желба да се врати пак. Или ако веќе би можел да се врати пак. Барем на тројца да му кажи дур пијат кафе дека Охрид е тој и тој и мораш да го видиш. Тоа значи дека се чувствуваат безбедно, пријатно, пречекани, тоа значи дека и охриѓани по табијат се гостолюбиви или... Ние сме гостолюбиви. Немој кој да ми каже дека охриѓани не се гостолюбиви.
Гостите се осеќаат со опуштени раменици во Охрид. И кога ќе видиш човек насмејан и дека ојд полека, тоа значи дека се чувствуваат убави, се чувствуваат ко дома и дека мисли дека си во дворот свој. А Охрид е појќе од град, Охрид е дом. Што значи дом за сите. Затоа Бадијала не е во УНЕСКО. За цел свет е дом.